Тешко ќе оди онлайн наставата во руралните средини, а уште потешко ќе биде да се изведува и со физичко присуство. Електронското учење ќе биде проблем и за родителите и за децата во селските средини. Децидни се наставниците. Но и прашање е како среде пандемија би се вратиле учениците во клупите, кога во старите училишта пред распаѓање во руралните места нема основни услови за одржување на хигиена. Оделенскиот наставник од училиштето Илирија од Житоше, кој е во 21 век има само полски тоалети, без струја и врати, појаснува зошто физичкото присуство е важно, особено за најмладите ученици. Како прво, физичкото присуство е најбитното нешто, нарочито за учениците кои што се од помалите оделенија. А како второ, онлайн настава е за сите нас нешто можеби ново, нарочито за оние наставници кои што се пред пензија, да кажем, кои што не се повозрастни, кои што не зачекале тоа електронско доба, како да го наречам. Секако физичкото присуство е подобро од онлайн настава. Но јас би дозволил да има настава со физичко присуство во училишта каде што е тоа возможно, затоа што има училишта каде што нема да кажем многу ученици, значи каде што може тоа да се распредели, да се направи во 3 смени. Нема никакви услови за такво нешто, па сега како ќе организираат тие, тој министер за просвета како ќе организира, како мисли, ја не знам. И плюс има овдека многу деца кои се испод нулата, значи квалитет нема овдека. И директорот на училиштето во Житоше се сомнева дека електронското учење тука би имало некакви резултати. При тоа посочува дека најголемиот дел од родителите се необразовани земјоделци и дека или немаат време или пак не знаат како да му помогнат на своето дете. Од Министерството за образование свесни се за проблемот во селските средини, а велат изборот ќе им биде оставен на родителите. Потоа, согласно добиените бројки и хигиенско-техничките услови, ќе се направил план во кое училиште како ќе се одвива наставата. Сакаме да го прашаме секој родител да се произнеси. Ќе биде кажано е на директорите, значи наставниците, дека ќе им и во јавноста сигурно тоа ќе го промовираме тогаш кога ќе треба ова да помини на влада, ќе им се кажи кои се предностите и негативностите од секој вид на настава. Се поизвестно е дека во ваквите средини родителите ќе се одлучат за враќање на учениците во школа, но она што ќе остане нерешено е условите за учење во старите училишта без тоалети.